Добро утро и од мене. А денеска наш соговорник е Филип Николовски, дел од тимот на Младинскиот културен центар, со кого ќе поразговараме, се разбира, за МОТ, 46-тото издание на Младиот отворен театар, фестивал кој што е пареджиси култен овде кај нас, со богата и долга историја. Филип, добро утро. Добро утро. Еве, тоа што го знаеме до сега е дека во два блока оваа година ќе се одржува МОТ од 18 до 26 ноември, а потоа од 2 до 7 декември и ќе има вкупно 26 представи. Па еве, ако може да дознаеме повеќе како се тие распределени, кои се тие представи. Токму така како што кажавте, годинава се одлучивме на едно издание на фестивалот МОТ, ноемвриско издание на фестивалот МОТ, тренд кој што започна со пристигање на короната, би рекол. Решивме да ги изротираме двата фестивала, Синедејс и МОТ, за филмскиот и театарскиот фестивал. Синедејс го направивме во текот на летните месеци, а МОТ се решивме и оваа година да го организираме во текот на месец ноември. Некако би рекол, не сакајќи, бидејќи постојано ги пратиме околностите кои што се случуваат, кои што ги наметнува коронавирусот и спроведувањето на протоколите кои потекнуваат од мерките кои што се преземаат за справување со коронавирусот. Како што најавив, некако неочекувано стигнавме до дури 26 представи годинава. Решивме истите да ги поделиме во два блока. Првиот блок да се однесува на меѓународни продукции кои што се продуцирани од национални театри и неколку перформанси, а во вториот блок во месец декември, од 2 до 7 декември, да им дадеме можност на македонската независна продукција. Бидејќи свативме дека годинава таа е прилично вибрантна и плодна, работи доста, така да ќе имаме можност да видиме и 11 представи од македонската независна театарска продукција. Добро, да кажеме и тоа дека МОТ почнува утре во Македонскиот народен театар со представата насловена како крајот да не е сосема блиску. Тоа е една експериментална представа во која нема актери, наисто така е во продукција на исто така еден легендарен фестивал во Белград, тоа е Битев фестивалот, кој што еве ни испраќа ваква представа, каде што и публиката, се вели во најавата, ќе биде практично актер во неа. Актер во самиот перформанс. Токму така. Новите времењи, новите околности наметнаа некои нови форми на театар, па така и театрите и фестивалите и продукциите се трудат да бидат up to date со ова што ни се случува, се трудат да продуцираат представи кои што ќе може поедноставно да стигнат до публиката. Представи со помалку актери или представи воопшто без актери, во кои што и публиката станува инволвирана, станува актер во самата представа. Една интересна продукција која што ќе се одигра повеќе пати во текот на фестивалот во првите 3 дена. Публиката ќе види, едноставно ќе се почувствува како дел од перформансот. Можете ли да ни кажете на кои сцени ќе се одигрува годинашниот МОТ? Годинашниот МОТ ќе се одвива генерално во Младинскиот културен центар, значи на сцената во Фросина и во киното Фросина и на сцената во Денсинг сала. Меѓутоа покрај овие две локации ќе имаме представи во Македонскиот народен театар, и во Турскиот театар, и во Драмски театар. Значи повторно ќе биде раширен на повеќе локации. Ќе имаме и представа која што ќе се игра во ресторан. Сега да не пропуштам некои од локациите, меѓутоа повторно ќе биде на различни 5-6 локации, сконцентриран како база основниот дел во Младинскиот културен центар. Добро, значи повторно ќе ги окупирате театарските сцени, ќе ги окупира театарските сцени додека се
одржува. Но сега за момент сакам да ве прашам нешто друго. Имено МКЦ, Младинскиот културен центар, во време на пандемијата се покажа како една флексибилна институција, одржа голем број настани, па дури и учествуваше и презема иницијатива всушност какви протоколи да се направат за да може да се одвиваат културните настани. Каква е одговорноста на јавните институции, бидејќи да не заборавиме пандемијата се уште не е завршена? Од самиот старт, од почетокот на пандемијата, се трудиме да изнајдеме начин за да ја презентираме нашите продукти пред публиката. На почетокот тоа го правевме во еден онлайн формат, но кога свативме дека пандемија е тука за да остане, за да потрае, се решивме да бараме нови форми во кои што и да изнаоѓаме протоколи кои што ќе овозможат публиката и физички да дојдат на нашите настани. Многу напорно работевме во текот на 2020 година, учевме доста и од грешки, за во 2021 година да продолжиме со спроведување на протоколи, гордо да кажеме скоро на крајот од годината дека реализиравме мал милион настани. Некаде 70% од настаните кои што би ги реализирале и во нормална година. Само за илустрација, во текот на 2020 година МКЦ реализира некаде околу 390-400 настани со повеќе од 25.000 публика, а во 2021 година тој број само досега е околу 500 настани со број на публика од околу 27-8.000 посетители во живо, зборувам, не преку онлайн платформи. Ова не прави особено горди, затоа што најдовме начин и одговорноста која осеќавме, која чувствувавме како институција према публиката и према сите оние што седат дома и помалку или повеќе се изолираат во овој период, да можат да најдат еден филтер кој што ќе биде и tekako потребен за психичка релаксација во периодот кога целиот свет стои, застана во еден момент. Да. Филип, кажувате фасцинантни бројки навистина на ваша публика, па еве за МОД, имајќи ги предвид и минатогодишното и претходното издание на МОД, колку публика очекувате од прилика? Во ваков формат, поради намалениот капацитет на салите во кои што се изведува, во моментов протоколот е 50% од капацитетот на салата со одредена дистанца на седење. Во ваков габарит кој што во моментов ни се нуди, очекуваме околу, да не претерам, ама меѓу 4 и 5.000 посетители на фестивалот МОД. Со оглед на тоа дека има прилично богата програма, 26 представи, ќе имаме и некои вечери во кои што ќе има така наречен after party, тоа е дружење со одредени музички забавувачи или диџеи. На платото пред МКЦ, значи некаде бројка од 4 до 5.000 луѓе кои што вака во ова скромно би рекол издание на МОД би ја реализирале. Добро, да кажеме и тоа дека билетите чинат 300 денари, може да се набават токму така и во МКЦ и на онлайн. Сега, не можам да не ве прашам, што очекувате од новата градска управа, бидејќи МКЦ е од оние институции од културата кои што се во надлежност на градот Скопје, и дали очекувате некои промени во политиките, например, кон МКЦ? Па, до сега ние, ова гарнитура на МКЦ, ова менаџерска гарнитура на МКЦ, до сега соработуваше со две различни градски гарнитури, кои што се променија во овие 10-11 години. Очекуваме и од новата гарнитура да ја продолжиме оваа соработка. Се надевам дека оној критериум на мериторност кој што беше многу споменуван во текот на предизборието ќе остане како критериум, не само како наратив во предизборието, него ќе остане како критериум и при одлучување на менаџментот на сите градски културни институции. Тоа е впрочем единствениот критериум кој што ние го сакаме и го признаваме.
се надевам дека мериторноста ќе остане една водилка при одлуката на градските власти кој би го менаџирал Младинскиот културен центар. Бројките и резултатите се несомнени во изминативе години, тоа може да се провери по милион критериуми, дали е тоа финансиска состојба, дали е тоа публика, дали е тоа број на артисти, дали е тоа задоволство на артисти, меѓународна соработка и така натаму, сите оние со кои што соработува МКЦ во изминатиот период. Значи, мерливи се тие категории. Така да се надевам дека тој критериум ќе биде првиот водечки и единствен критериум во кој што ќе се одлучува што понатака со МКЦ и со работата на МКЦ. Добро, ќе видиме што ќе се случува. Навистина е тоа големо прашање со оглед на обемот на сите активности што ги има ова институција. Филип, ви благодарам многу, ви посакувам успешен мод. Ќе се видиме на некоја представа и благодарам што се вклучивте во денешниот утрински брифинг. Ви благодарам и на вас, повелете на мод.